Предлогот на владеачката ВМРО-ДПМН е за укинување на двојните државјанства за пратеници заглави во собраниските комисии. Матичната комисија Политички систем нема закажано продолжение на амандманската расправа за измените на законот за пратеници, додека пак законодавната комисија, иако закажана, нема да расправа по него. Денеска законодавно-правната комисија ќе продолжи со точката минерални суровини по завршувањето на матичното работно тело. За другите точки, меѓу кои законот за пратеници нема услови да ги разгледаме на комисијата, ни одговори председателот на ова тело. Иако според новиот деловник амандманската расправа трае само 5 дена, за овој закон нема временско ограничување кога расправата да заврши. Над 150 амандмани, најголем дел од ДУИ помалку од СДСМ, дополнително го осложнуваат процесот и оставаат простор законот да заглави без деловничко ограничување. Тоа е континуитет на укинување на диаспората, кои ние како представници на албанците имаат голема бројка на диаспората во европските држави, Соединетите американски држави, Австралија и така натаму. И со овој предлог закон се исклучува можноста еден граѓанин, државјанин на Република Северна Македонија да дојде да придонесе за побрз, подобар развој во државата. Опозицијската СДСМ пак цени дека блокадата доаѓа од самата ВМРО-ДПМН. Останува на нивниот предлог и министрите да бидат иземени од двојните државјанства. ВМРО-ОКГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт, и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Министри, градоначалници, пратеници, директори на јавни предпријатија од ВМРО-ОКГ. Премиерот Мицкоски пак вели дека ако правото дозволува, нема против укинување на двојните државјанства и за владините членови. Ако правните експерти, правно-уставните експерти велат дека нема никаков проблем, тогаш апсолутно поддржувам. Јас немам двојно државјанство, нити па имам намера да имам двојно државјанство. Моето државјанство е македонско и да, нека се прошири. Ако тоа дозволува законот и уставот, јас немам никаков проблем. Мицкоски останува и на предлогот за измени на законот за влада за укинување на техничката влада на вторите поред парламентарни избори, независно од најавите на СДСМ дека ќе го блокираат изборниот законник. Според него, нема простор за политичка криза, дури ако партијата на Филипче го напушти парламентот. Ако нема политичка криза да има, апсолутно, ние како влада имаме повеќе од 2/3 во рамките на парламентот, како бројка. Формално не, но доколку бидеме предизвикани ќе ја формираме и таа бројка, така што апсолутно не гледам дека можно е да има застој на било каков реформски процес. И покрај тоа што тие не се согласуваат со владините политики, од ДУИ засега не планираат бојкот во работната група за изборниот законник. Катерина Нешкова, Сител телевизија.